Почитувани, економијата е пред колапс. Индустријското производство во јули 2017 година во однос на јули 2016 година падна за цели 2,2%. Тоа е резултат на неспособната влада на Зоран Заев и погрешните политики што ги реализира. Државата е втурната во хаос и неизвестност. Ова е втор сериозен сигнал дека одиме во погрешен правец. Првиот беше падот на просечната плата во јули во однос на јуни. Прв пад на просечната плата по долги години. ВМРО-ДПМН сериозно предупредуваше за црното сценарио во економијата доколку Зоран Заев продолжи со неодговорното работење. СДС молчеше и ги игнорираше предупредувањата. За него и за СДС беше доволно тоа што можат неконтролирано и расипнички да ги трошат парите од државните резерви и од аукциите на државни хартии од вредност. Тоа што е јасно и очигледно за сите, СДС не отпочна нито еден нов проект кој би бил од корист на граѓаните. Почитувани, владата на СДС расипнички се однесува со парите на граѓаните и прекумерно се задолжува без при тоа да каже на што ги троши парите кои треба да ги враќаат идните генерации. Расипничката влада на СДС во период пред избори се задолжи 145 милиона евра без при тоа да каже каде и на што ќе бидат потрошени. Истата стопи и енормни 177 милиона евра од државните девизни резерви, тоа се над 320 милиона евра за кои никој не знае кај завршиле. Владата со земање на огромни суми на пари во период непосредно пред избори оставя сериозен сомнеж за криминал и изборен подкуп. Поради овие факти, апелираме до сите представници на меѓународните организации кои го мониторираат изборниот процес да внимаваат на можни нерегуларности и обиди за изборна корупција. СДС не смее со парите на граѓаните да купува гласови за да може да ги реализира своите антидржавни и антинационални политики на штета на државата. СДС покажа дека не сака транспарентност и јавност во работењето на институциите. Министерството за финансии 5 дена не го објавуваше дневниот извештај за трошење на буџетот, што им е законска обврска во период на распишување на изборите. Министерството за финансии со ова директно го прекрши членот 8а став 3 од изборниот закон, според кој Министерството за финансии е должно сите буџетски исплати, освен редовни плати, пензии и комунални трошоци, да ги објавува јавно на интернет страната во посебна база на буџетски трошоци во изборен период. Денеска видовме и што всушност сакале да сокријат. Заев и Тевдовски во само еден ден, на 25.8.2017 година, владата потрошила 2,7 милиона евра на ставка стоки и услуги. Да, почитувани граѓани, во само еден ден владата на СДС потроши 2,7 милиона евра од вашите пари на патни расходи, набавка на инвентар и договорни услуги. Почитувани граѓани, владата без милост ги троши вашите пари и ја става иднината на вашите деца на коцка. Заев лажеше во изборната кампања, ветувајќи транспарентност, отчетност и штедливост. Сега гледаме како сакаат да ги сокријат од граѓаните луксузот кој го практицираат. СДС во изборната програма ветуваше дека владата нема да купува нов мебел за министерските кабинети и немало да има луксузирање на државна сметка. Сега гледаме дека луксузот добива нова димензија кога СДС е на власт. Тие само во рок од 24 дена потрошија 23,2 милиона евра од вашите пари на ставка стоки и услуги. Тоа се 23 милиона евра потрошени на луксузирање, набавка на мебел, цвеќиња и разни договори со кои се задоволуваат апетитите на платените револуционери. Владата сака да сокрие од граѓаните како за своји лични потреби троши милиони евра. Владата сака далеко од очите на јавноста да обезбеди милиони евра за изборна корупција. Граѓаните гледаат што прави СДС и за тоа ќе ги казнат на престојните локални избори на 15 октомври. Благодарам.